Регионални вести за 10 ноември 2016 година. Се излеа Вардар во Јагуновце. Жителите стравуваат од нови поплави. На патот за Фалише пак во подвозникот автомобилите минувале низ Мало езеро. Што ќе се случи со критичните точки, ако најавата на Управата за хидрометеоролошки работи е дека дождовите ќе продолжат до сабота? Три последователни врнежливи денови веќе испливуваат првите проблеми на критичните точки во Тетовско. Вардар во Јагуновце се излеа од коритото. Жители на селото информираат дека водата е стигната до дворовите на најблиските куќи. Стравуваат од нови поплави. Алармантно е. Коритото е преполно. Значи, излезе вода од джадето десно. Првата куќа по джаде и таму на улазот ке мостот десно од дозгора, куќата што е на Душко-Матовски, дворот цел нагоре поплавен. Има и по споредниот пат, и по главниот пат. Преку мостот. Ако продолжа врнежите, има шанса да влезе у куќите. Може да врне 5 дена. Водата не поплавува од тоа што врне. Не поплавува што пуштаат водата во Маврово, браната. Значи, јас сум сигурно запознат со тоа, пошто сум и советник во општина. Милион пута сум апелирал до вас. Тоа е, таа вода е вишак што е пуштена од брана, ништо друго. Од дождови е поплавено, полето е поплавено 100%. Значи, од 2004 намо, кога беше задната поплава и оштета, немамо ништо оштета добиено. Мада имамо барано, мада имамо институциите запознаено се јавува Фуцук, никој не се јавува. Лани градоначалникот интервенираше со тие заштитни речи, меѓутоа ништо не било. Обеќава лани сите и премиерот Груевски дојде на лице место, меѓутоа од тоа нема ништо. Инаку според неделната хидролошка информација за реките и природните езера во Македонија, нивото на реката Вардар во Јагуновце измерено утрово изнесува 228 сантиметри, што е 3 пати повеќе од месечниот просек за месец октомври, кога изнесувал 86 сантиметри. Синоќа бил преплавен и подвозникот на патот за село Фалише, поради што бил отежнат сообраќајот до селото. Не дождовите, туку жителите на село Фалише ги алармирале надлежните институции да дојдат на терен за да го расчистат патот. И во текот на вчерашниот ден, но и денес, екипи на јавното комунално предпријатие Тетово со возило ја испумпувале на собраната вода, која не била само од дождовите, туку и од затнатата септичка јама, сметаат одговорните. 2 сати работивме вчера. Денеска од утро почнеме да работиме, пошто тука со пумп го ваѓаме тоа, има јама тука, нема кај да се оди вода. Тоа ние работиме веќе 2 дена тука. Вода не може да се проди колите тука. Ево како гледат и таблиците имат паднете тука, пошто имали јама. Сега тоа сигурно е пуно со вода, со песок, со тоа. Само кога врне ова е. Имате жалби од жителите на Фалише? Имавме. Тие пријавил во водовод и ние одма интервенираме. Застој на вода на коловозот на автопатот Гостивар Скопје пак имаше пред 2 дена, кога кај надвозникот за Брвеница сообраќајот се одвиваше по една лента. Поради врнежливото време на автопатот Тетово Скопје и особено од излезот до клучката за Желино, создадени се повеќе езерца со вода кои го отежнуваат движењето на возилата и поради кои потребно е да ја прилагодат брзината. Инаку според Управата за хидрометеоролошки работи, од утре кон крајот на денот до сабота попладне, под влијание на нов воздушен влажен бран ќе има врнежи од дожд, претежно во западните делови, каде се очекуваат да бидат пообилни и до 25 литри на метар квадратен, а на повисоките планини да има врнежи од снег. Од недела ќе преовладува променливо облачно време со сончеви периоди, но со пониски утрински температури. Мислење е насловот на книгата на универзитетскиот професор Вулнет Палоши, која денеска беше промовирана во Тетово. Книгата представува збир од новинарски текстови, во кои професорот Палоши учествува со своји ставови, мислења и критики. Книгата е составена од новинарски текстови, од печатени, електронски и онлайн медиуми. Професорот Палоши овие новинарски трудови ги собирал во изминативе 2 децении. Во книгата претежно се темите од моето окружување, што сум соработувал со медиумите,
Значи во локалната сфера овде каде што живееме ние, проблемите кои ги засега сите граѓани на општината Тетово, еден дел се малце и мои реакции во однос на случувањата во државата и еден дел е малце поврзано и во случувањата со регионот. Многу од овие да речем изјави што сум ги дал, кога соработниците мои ги спрема преку интернет страниците дадени овие мои изјави, испаѓаше еден волуминозен, преголем волуминозен дел, околу 1700 страници, и така се договоривме да тоа го сублимираме на некои 400 страници. Меѓутоа, тука имате една новина во книгата. Идејата се базира на тоа дека соработката со медиумите е основата на реакции во друштвото и на реакции на граѓаните према она што не засега, и како тоа да ги натераме институциите за наше добро, на сите што живееме во овие простори, да реагираат на тоа што нас не загрижува. Тука има многу текстови од аспект на урбанизмот, од аспект на животната средина, од аспект на развојот, понатамошниот развој на општината и во еден дел и на државата, така да и во соседните држави. Во многу мои учество по конгреси, јас овие мои публикации сум ги дал дека границите не треба да не нас оделат, но границите треба да не зближат. Еден од тие мои залагања беше дека границите се административни, но луѓето се еден со друг. И во тој контекст се дадени многу мои изјави. Така да, јас сум задоволен дека успеавме да направиме една книга, малце понеобична, затоа што тука нема ништо поправено. Овде се дадени сите интегрални текстови како што биле. Овие сем печатените реакции мои или рефлексии мои за поедините проблеми, да ги видите, но имате возможност со баркодот да го снимите и сите овие, да речеме, снимени телевизиски изјави што сум ги дал, да ги погледате. Во таа, да речеме, во тој дел кој што ве интересира. Осврт за книгата дадоа и дел од медиумските работници. Посочија дека трудот на Палоши представува еден доказ и потсетник колку се важни новинарските записи, во кои мислењата, ставовите и критиките од разни експерти помагаат во решавањето на разни општествени проблеми, но и превентивно делуваат во спречување на кризни ситуации и елементарни непогоди. Оваа книга за мене представува еден потсетник за колку значи вистината и колку новинарството е значајно, и вестите кои што се пренесуваат и експертските мислења кои што ги пренесуваме со помош на господинот Вунет Палоши. Оваа книга на некој начин е доказ колку треба вестите да ги земаат за реално институциите и да преземаат нешто на основа на она што ние го пренесуваме и на основа на она што ни го кажуваат експертите, вистините и објективно. Во книгата, како што пред малку ја разлистав, има и некои примери кои што кажуваат колку експертите нешто пренесувале, институциите тоа не го сватили за сериозно. Само за пример ќе го споменам мислењето и апелите од господинот Вунет Палоши за поплавите кои што се случија пред 2 години, кога тој апелираше да се исчисти коритото на река Пена во долниот дел на градот, односно да се подигне нивото на мостот на реката Пена. Тоа, за жал, институциите не го зема во предвид и се случи тоа што се случи. Вунет Палоши е долгогодишен универзитетски професор на Тетовскиот универзитет и познат критичар во јавноста за сферите од областа на урбанизмот, образованието и животната средина. Да се спречи иселувањето на младите и да се изгради депонија за отпад во Полошко. Ова се едни од приоритетите на СДСМ. Порача денес од Гостивар носителот на кандидатската листа за пратеници за 6-та изборна единица Петре Шилегов. Преку нови работни места, поголеми плати и стимулирање на бизнисите ќе го спречиме иселувањето на младите, процес кој во голема мера го има зафатено и Гостиварскиот регион. За овој крај приоритетни е и изградбата на депонија за отпад, изјави Петре Шилегов, носител на кандидатската листа од СДСМ во 6-та изборна единица, кој денес беше во посета на Гостивар.
Гостивар е место каде што имаме повеќе од 36% помалку запишани ученици во училиштата во однос на 2006 година, што значи дека преку 30.000 ученици заминале во изминатиот период. Тоа е процес кој што во Република Македонија мора да се стопира, тоа е процес кој што ги засега сите граѓани, тоа е процес од кој што оваа држава мора да излезе, токму затоа и нашиот ангажман да животот на сите луѓе го направиме подостоен со социјалноста во Македонија. Во Гостивар има неколку работи кои што се примарни, општо во Полошко. Инфраструктурата е во целост запоставена, основната инфраструктура. Знаете дека и Гостивар и Тетово се жртви на една од најголемите еколошки катастрофи, тоа е немањето депонија. Изградбата на депонија за нас е императив со цел да го направиме поздраво живеењето. Шилего во Гостивар прошета низ чаршијата и разговараше со граѓани и сопственици на дуќани. Како што рече, тие му се пожалиле дека најголема мака им создаваат високите казни, малите плати и скапиот живот. Со дуќанџиите поразговаравме, сите се жалат на една иста работа, драконските големите казни, и образложивме нашите ставови околу тие казни, немањето на казна на првата опомена и преполувањето на казните се ветување кое што го прави Социјалдемократскиот сојуз. Со луѓето разговараме за нивните секојдневни маки, тие маки се од таков тип и карактер што нивната концентрација е кон барање на нови работни места и зголемување на постојните плати. Како Социјалдемократски сојуз на Македонија кажавме дека во текот на 4-годишниот мандат ќе продуцираме реални 64.000 нови работни места и ќе ја зголемиме платата. Нашата крајна цел е да го направиме животот во Македонија подобар, подостоинствен. Социјалдемократскиот сојуз на граѓаните им нуди изградба на единствено општество кое нема да ги дели луѓето според националната, верска или било која припадност и во кое правдата ќе важи подеднакво за сите, порача од Гостивар Шилего. Прв пат на граѓаните општо во Република Македонија им нудиме изградба на едно единствено општество, затоа што ние луѓето не ги делиме по национална основа, ги делиме на луѓе и нелуѓе. Во моментот Република Македонија има сериозен проблем со нелуѓе, односно со една криминогена, криминална власт која што преку крадењето не осиромашува сите нас подеднакво без оглед од која националност доаѓаме. Носителот на кандидатската листа во 6-та изборна единица во Гостивар беше придружуван од своите сопартијци и кандидати за пратеници од Гостиварскиот крај. Поради незадоволството од затворањето на фабриката Југохром од синдикатот на вработените, во сабота најавуваат протест и блокада на автопатот Тетово-Скопје кај наплатната рампа Желино и стариот пат Тетово-Скопје во периодот од 10 до 12 часот. Протестот е закажан од 10 до 12. Со 2 сата блокирање на патот Тетово-Скопје и обратно. По можност и блокада на стариот пат, исто Тетово-Скопје. Значи, кај две-три реченици околу самиот факт околу загадува или не загадува. Значи, ние немаме никаква дилема, како ни граѓаните, како ни институциите, дека Југохром во одредена форма загадува. И нема индустрија која не загадува. Меѓутоа, со аргументи можеме да потврдиме дека главен загадувач или голем процент во загадувањето има Југохром. Пак, причинителите за загадување треба да се бараат на друго место и досега ниедна институција државна не излегла со аргументи колкав е процентот на загадувањето, учеството на Југохром и на другите фактори. Дали тоа е колите, дали се тоа речи дрвата, домаќинствата што се грејат на дрва и така натаму. Значи тука бараме да ни се дадат тие податоци со аргументи да дискутираме после. Се донесе решението како што се донесе, исклучени се печките во Југохром и ние не сме задоволни од тоа, како работници и како синдикат, и затоа за во сабота најавуваме протест, односно блокада на автопатот Тетово-Скопје кај наплатната рампа Желино. Имаме 3 барања кои денес
ги презентираме и кои се главните причини за протестот. Значи, повлекување на дозволата за забрана со работа на Югокром, нормално тие што ја донесоа, или пак ако како повисока инстанца решава влада, тогаш влада тоа да го направи, а меѓувреме нека се прават и анализи и да се утврдат фактите околу загадувањето. А второ, значи, ние упатено према раководството, а врзано е со првото, значи додека не рестартираат печките, работниците си го задржат статусот на вработени. И да се користат механизмите што ги дава Законот за работни односи, општиот колективен договор, колективниот договор што ги имаме на ниво на предпријатие, подпишано сега пред неполн месец. Значи, и тука нема да отстапиме, значи нема да се сложиме работници да добијат отказни решенија и да одат на биро за невработење. И третото барање е, значи, упатено до раководството и до газдите, дефинитивно, значи, кога ги имаат сега сите дозволи за градење на тие филтерски постројки, значи да се со забрзана динамика и се со поинтензивно, значи, ангажирање да во што пократок рок тие филтри бидат направени. Две сообраќајни незгоди регистрирала тетовската полиција. Епилогот е повредено лице и материјална штета. Повредено лице и материјална штета е епилогот од сообраќајните незгоди кои ги евидентирала тетовската полиција. Како што информираат од ЦВР Тетово, вчера наутро околу 8 часот и 30 минути на крстосницата на улиците Илинденска и Браќа Миладинови во Тетово се случила сообраќајна незгода во која учествувале патничко возило Ford Transit со тетовски регистарски таблици управувано од 57 годишник од Долно Палчиште и 20 годишен пешак од Тетово. Од удирањето пешакот добил телесни повреди и со друго возило е пренесен во Тетовската клиничка болница. Укажана му е помош и пуштене на домашно лекување. Извршен е увид и се утврдува причината за незгодата и другите поединости. Првично причина е непочитување на светлосните сигнални уреди, односно семафори. Инаку вчера вечер околу 20 часот и 20 минути на автопатот Скопје-Тетово во непосредна близина на Добарскиот надвозник патничко возило Шкода со скопски регистарски таблици управувано од 39 годишен гостиварец налетало, удрило и усмртило куче бездомник. Нема повредени во возилото, а причинетата материјална штета на возилото се проценува на 10.000 денари. Причина за оваа незгода, инаку една од големиот број годинава на автопатот Гостивар Тетово Скопје, предизвикана од животни, е необезбеден коловоз и неконтролирано движење на кучето. Од ЦВР Тетово соопштуваат и за уште еден случај. Имено ноќеска околу 1 часот и 40 минути на улицата Илинденска во Гостивар приведен е 39 годишен албански државјанин поради илегален влез и непријавен престој на подрачјето. Тој годинава 2 пати непријавено престојувал. Исто толку бил депортиран во матичната земја и повторно илегално влегол во Република Македонија. Албанскиот државјанин задржан е во полициската станица Гостивар и ќе биде предаден на Одсекот за прекуграничен криминал, миграција, странци и реадмисија за натамошна постапка. Од почетокот на годинава во Тетовско-Гостиварскиот регион полицијата санкционирала 812 возачи кои зборувале на мобилен телефон додека возеле. 1153 пак не употребиле сигурносен појас. Продолжува несовесното и неодговорно однесување на немал број возачи на поширокото полошко подрачје и годинава, покажува бројката на прекршоци регистрирани за време на акциските контроли на сообраќајната полиција. Од почетокот на годинава досега со мандатни платни налози и писмени опомени во Тетово и Тетовско санкционирани се вкупно 359 возачи кои зборувале на мобилен возејќи. На поширокото гостиварско подрачје пак регистрирани се 163 вакви прекршоци. На возачите изготвени им се соодветни поднесоци и тие ќе се соочат со глоба од 40 евра во денарска противредност или со впишување на 25 негативни поени. За разлика од мобилните телефони, кои се почесто и се повеќе ги користат возачите, во периодот за кој станува збор, возачите далеку поретко ги употребувале сигурносните појаси, пред се кога се движат низ градските улици.
Годинава на тетовските простори регистрирани се 990 случаи на некористење сигурносни појаси, кои се заокружени со 200 мандатни платни налози и 790 предупредувања, односно опомени, додека 453 на гостиварското подрачје. Глобата за овој прекршок исто така изнесува 40 евра или 10 негативни поени за возачот и 50 евра за сопатникот. Поради ова, секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до возачите да се воздржат од разговори на мобилен кога се задволан, од правење селфи, слушање музика или пишување на пораки, но и редовно да ги врзуваат сигурносните појаси. Зашто разговорите на мобилен во голема мерка го одвлекуваат нивното внимание и ја доведуваат во прашање сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Врзувањето на појаси пак најмногу е за лична безбедност на возачите и другите во возилото, без разлика дали се патува на покуси или подолги релации, велат од СВР Тетово. Делови на Тетово и стопански субјекти утре ќе останат без електрична енергија, информираат од ЕВА на Македонија. Регионалниот центар за управување со кризи Тетово по известувањето добиено од ЕВА на Македонија АД ги известува граѓаните дека заради технички зафати во електросистемот утре без електрична енергија во периодот од 9 до 15 часот ќе бидат улиците Видоје Смилевски Бато, Железничка, Љубо Божиновски Пиш, Благоја Тоска, Борис Кидрич, како и Рем Мол, Рем Хотел, ресторант Керфур, градска автобуска станица Веро, Палма Трейд, Рамстор и Амасама Тетово. Во музичкото училиште Тодор Скаловски Тетоец утре со почеток во 18 часот и 30 минути, музичката младина на Македонија ќе одржи концерт. Љубителите на класичната музика од Тетово утре ќе имаат можност да уживаат во концертна изведба. Со почеток во 18 часот и 30 минути музичката младина на Македонија ќе одржи концерт во музичкото училиште Тодор Скаловски Тетоец. На концертот ќе настапат Марија Екимовска на флейта, Богдана Бушевска на флейта и Дино Имери на пијано. На програмата се дел од Бах, Пуланг, Тафарел, Симоновски, Кларк, Бричалди и Доплер. Почна судското рочиште на новинарот Зоран Божиновски. Пред судијата тој даваше исказ повеќе од 1 час. Најпрво тој зборуваше за прогонот од ВМРО ДПМН, за екстрадиционата постапка со Србија и наводите за шпионажа изнесени во обвинението. Потоа Божиновски се осврна на делот од одбраната кој го нарекува правни дупки и пропусти, во кој истакна дека немал никаква можност за увид во доказите, поради жестоката изолација во притворот во Шутка. Божиновски поради нарушување на редот во судницата беше казнет со 2000 евра, а во 2 наврати по 1000 евра. Еднаш поради тоа што зборуваше кога не му беше дозволено, а потоа кога рече дека ова не е судница, ова е лудница. Инаку за сите 3 дела за кои се товари, злосторничко здружување, шпионажа и изнуда и уцена, Божиновски рече дека јавното обвинителство не понудило докази. Во судницата тој рече дека целиот обвинителен акт се темели на изјавите на тројца сведоци: Ванчо Шехтански, чиј исказ е бламажа и во негова полза, Димитар Димовски, кој никогаш не го сретнал и не го знае, и Минчо Јорданов, чие сведочење е најконтраверзно, како што рече Божиновски, особено како што вели тој, Јорданов доброволно му дал 30.500 евра во 5 наврати. Следното рочиште е закажано за 9 декември. Сдруженијето на новинари на Македонија се согласува со оценката на Европската комисија дека состојбата со слободата на медиумите годинава во Македонија се влошува. Комисијата во извештајот за напредокот на Македонија за годинава, како што се вели во соопштенијето на ЗНМ, со право заклучува дека во најголем дел од македонските медиуми отсуствува политички плурализам и дека националните телевизии координирано ја поддржуваат владеачката партија. Констатираме дека најголем дел оценките на комисијата во врска со насилството врз новинари, финансирањето на медиумите и состојбата во македонската радиотелевизија и медиумскиот регулатор се совпаѓаат со ставовите на ЗНМ. Комисијата потврдува дека новинарите се изложени на секакви напади, додека властите не преземаат ништо да ги казнат насилниците, меѓу кои има политичари. Јасно се истакнува дека физичките напади, незаконското прислушување и лошите работни услови на новинарите имаат за цел да поттикнат само цензура, се вели во соопштенијето на Сдруженијето на новинари на Македонија.
Грчката влада денеска го осуди нападот врз француската амбасада во Атина и изрази солидарност со чуварот кој беше повреден. Во владиното соопштение е наведено дека грчката полиција ќе исполни својата должност да ги лоцираат сторителите и да ја гарантираат безбедноста на своите граѓани. Пријателските односи меѓу Грција и Франција не можат да бидат нарушени со вакви терористички акции, се вели во соопштението. Грчката полиција соопшти дека непознати напаѓачи утринава на моторцикл фрлиле рачна бомба во француската амбасада во центарот на Атина, при што еден припадник на обезбедувањето е полесно повреден. Поради преполните акумулација со цел заштита на браните од евентуално пукање поради притисокот од водата, повеќе хидроелектрични централи ги отворија портите и почнаа со испуштање на вода. Тоа пак предизвика поплава при што непогодена е периферната населба во Скадар, каде се евакуирани повеќе семејства, а под вода се над 900 хектари земјоделско земјиште. Поради недостиг на електрична енергија, вчера половина Тирана беше без вода за пиење. Министерството за образование и наука информираше дека состојбата се нормализирала и од денеска почнува наставата во училиштата по дводневниот прекин. Но според дел од медиумите состојбата е далеку од нормализирана, поради што голем број ученици нема да бидат на настава и следните денови. Земјотрес со интензитет од 4,9 степени според Рихтеровата скала денеска е регистриран во реонот на Солун. Како што соопшти Атинската сеизмолошка служба, земјотресот кој се случил во 14 часот и 12 минути по локално време бил на длабочина од 10 километри под површината на земјата. Грчките медиуми јавија дека нема информации за жртви или предизвикани посериозни материјални штети. Покрај во северна Грција, земјотресот со послаб интензитет е почувствуван и во делови на Македонија и југозападна Бугарија. Изборната победа на Доналд Трамп во текот на изминатата ноќ предизвика масовни протести во повеќе американски градови. Демонстранти излегоа на улиците на Њу Јорк, Филаделфија, Чикаго, Бостон, Сиетл, Портланд, Сан Франциско и Вашингтон, извикувајќи "Не е мојот председател", фраза која стана популарен хаштаг и на Твитер. Илјадници луѓе излегоа на 6-та авенија во Њу Јорк, на која се наоѓа кулата Трамп, каде е бизнис империјата на новоизбраниот председател. Времето денес беше променливо облачно со локален дожд, а на повисоките планини со повремен слаб снег. Дуваше повремено засилен југозападен ветер. Утринските температури се движеа од 1 до 5, а дневните од 6 до 11 степени. Времето утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди со слаб до умерен јужен, а во западните делови повремено засилен југозападен ветер. Попладне и во текот на ноќта со повремени врнежи од дожд, а на повисоките планини ќе има и снег. Утринските температури ќе се движат од 2 до 6, а дневните од 7 до 13 степени. Прогнозата за времето беше последната информација и за овие регионални вести. Ви благодариме на вниманието, пријатно.